Дали Александра Радович повторно би се омажила? Еден поинаков подкаст. Кај си бе? Кај си бе ти бе? Добро вечер. Добро вечер. Како си, драга моја? Одлично. Дали си добро? Одлично. Некако ти умори Македонија денеска. Nije me umorila, Boga mi A je od sve bilo Sabajle si po prijatno. emisiji, Pa že? šta od Sabajle bilo mi od 8 sati? U 8 je došao prvo šminker koji ima uvek super šminka, znači nema greške. Makedonka ili Čim neka? sam dobro, naravno, moj daci, znači kad me daci šminka, ja sam odmah srećna. Ko ceo bre dan. Daci bre? Pa daci moj šminker. Daci, znam li ga? Ako ne znaš, Strumica. upoznaću vas. Znam ga, da. Ne, ako me naprisi reklama, slobodno. Može li pozdrav do Daci? Daci, legendo Strumička. Legendo. Pa kako ne? A drugo što ima? Što se dešava? Уште си много убава. Жено, колку години си ти? 51. Машала. Ти си од мене, знаеш колку години постара? Колку? 11. Јас сум 11. 39, сега 40 у јули 6. Што си хороскопски знак? Šta je ovo, danas me svi to pitaju? Па не знам, лав си. Ne, Што си? devica. А девица е ко мој чале. Па ти си добра жена. Pa eto, Па ne што znam. си дошла тука, леле, Миро, попрашање, Миро, не ова, Миро. Ево, ке те скинам тебе, ти си крив. Озбилно. Окей. Денеска имаш убав ден у Скопје, етене ми да. во Канал 77 на оно што дефинитивно е на поинаков подкаст кој што го забрзува пулсот на гледачите, подкаст кој што ги разоткрива јавните личности. Ти си една елегантна дама која што дефинитивно никогаш во животот немала скандали. Дама која што никогаш не збори за приватниот живот, дама која што знае што прави и дама која што ја почитуваме во Македонија. Концерт. Hvala ti puno. Озбилно го мислиме тоа. На 28-ми, така, ако не се лажи. 27. 27-ми се извинувам. Da. 27-ми. Филхармонија. Добив информација дека веќе при крај со карти. Da. Кој што сака може да си побрза, да си набави карти и да си ја слуша едно од најпознатите пејачки на Балканот. Што да чекуваат скопјани? Dobru svirku. Dobro. Си била у Филхармонија, си правила концерт? Jesam pretprošle godine. Odlično Bilo je. je prelepo, da. Da. Baš je bilo prelepo i divna publika. Verujem da će biti tako i sada. Dobra set lista, poznate pesme. Mislim, dobro raspoloženje. Bitno da ljudi dođu raspoloženi, da dođu raspevani. Kad kažem raspevani, znači la, raspevani. Сакаш публиката да пее со тебе? Pa naravno, svi vole da publika peva, ali ja volim tako i nekih 5 minuta da dam svakome ko ima želju. Да пее? Што кажи сега? Što si slobodan ta 27. Добра си, не си ти уморна, не си. Радовиш, зошто бе, некако зборевме на почетокот, гледам се ослободуваш, зошто ја криеш секојаш приватноста, некако не ти е тоа да збориш. Не си тој тип или не си таков карактер едноставно, како? Nije to, nego je tako ja volim neki svoj svet, volim i onda nekako ljudi sve upropaste. Ljudi upropaste sve i onda volim da svoj život čuvam za sebe, ljude, moje prijatelje, moje dete, moje... Znaš, prosto, znaš, ne volim... Неки што ти навлагаат во животот приват? Ne volim da ulaze u moju privatnost, eto. Добро, си била некојаш на полиграф? Nisam. Nisam. А знаеш што е полиграф, нели? Kako ne znam šta je poligraf, znam. Тоа што го има за криминалците. Da. Што ги става. Ама ние не сме криминалци, ние сме јавни личности, а секогаш јавните личности се интересни за нацијата, се интересни. Например, јавна личност, кога ќе се каже, под јавна личност се подразбира пејач, водител, политичар, спортист, глумац. Кај вас се многу популарни глумците во Србија. Кај вас. Да. Но, кај нас не се толку за жал, затоа што не снимаме серии, немаме пари за серии. A kod nas su opet od korone počele serije. Svi ti game izgledamo. Da. I baš imamo dobru ekipu nekih mladih glumaca, fantastično. И стари. I starih i mladih, mislim stari svakako, ali ima i novi И klinac. Телеком Србија дава многу пари. И владата дава многу пари, затоа некои се бун, но имаат многу пари, ние немаме пари. Тоа е, знаеш, ако сакаш да направиш ти квалитетен производ, треба да имаш пари, Јесте, мора знаеш. буџет да буде добар. Така е. Ти ако сакаш да направиш добра песна и добар спот, треба да имаш пари. Album, sve traži pare. Нели? А не можеш ти без Pa пари. ne možeš. Нормално. Дали си спремна да ја кажуваш вистината? Kao uvek istina. Brate, uvek istina. Драги мои, за кратко се гледам Александр Радович во подкастот на Миро Кацаров, вистина или не. Александр Радович ќе
открие вистината и на крајот ќе детектираме на колку прашања кажа, а на колку не. Се гледаме. Морам малце посериозен да бидам. Да? Александра Радович. Да. Сме? Малце ти е чудно вака? Вака ми мало чудно. Може да почнеме? Може. Спремни. Чекај се. Радович, вашето прво прашање. Или ќе ми одговорите. Дали вашето име е Александра? Да. Се анализира одговорот, 30 секунди секој одговор се анализира. О, Да, ние имаме овде body language, имаме пулсот колку ви е, потоа имаме бритот и така натаму и така натаму. Полиграфот е конектиран и буквално се што ќе покажете или ќе мрднете, тоа ќе активира на нашиот монитор. добро. Александра си по баба некоја? Ни по коме. Како дојде до името Александра? Немам појма. Кумо ли го дал? Pa roditelji su dali. Roditelji, trebalo je da se zovem Jovana, kako sam shvatila, jer sam rođena uoči usekovanja Jovana Krstitelja. Аха. Од тим Јован има многу во Србија. Ima Jovana dosta, da. Доста. Александра има кај нас у Македонија. Da. Да, многу Александри и Александар, нели? Ние се уште знаеме да кажеме дека Александар Македонски е наш. И затоа ние сме сите Александри и Александарци. Добро, дали сте спремни да ја кажете вистината? Spremna. Da li ste spremni na posledice? Александра, дали секојаш ќе кажуваш вистината и дали некојаш имаш некоја бела ако што знаеш да ја кажеш на полиција која ќе те заустави? Дали некојаш знаеш да кажеш некоја бела лага као родител да не дадеш нешто на детево и така натаму и така натаму? Da li znam da slažem belu laž? Така е. Da. Тоа не, ова е потпрашање додека се анализира. Dobro, da. Што најчесто знаеш онака да Pa uglavnom za dete to tako. за дете, така? Pa da. Дали си испеала песна за конкретна личност што може да се препознае во таа песна? Da. За кој? Bivši dragi. Ау, бивши драги. Добро, таа е за бившиот? Da, za bivšeg dragog, da. Да, да, да. И која пишуваше песната онака беше баш како автобиографска. Da li je ta autobiografska? To me pitaš? Да, да, да. Da. Да. И сега која пееш до ден денеска таа песна имаш некои емоции или веќе не? Da. Da, uvek imam neku posebnu radost kad je pevam. Kako ćeš to da protumačiš? Двосмислено е. Двосмислено е. Дали си се насмевнала додека си криела некоја разочарување во живот? Da. Што најчесто те разочарува? Ljudi. Што е тоа кај луѓе што те разочарува? Pa tako. Svašta nešto, prosto ljudi, očekivanja, možda očekivanja. Eto. Очекуваат нешто повеќе од тебе луѓето или ти очекуваш повеќе Pa од нив? verovatno ja očekujem više od ljudi nego što oni meni mogu da daju. Спомна дека си девица, татко ми е девица. Тоа значи дека многу брго се навредуваш од луѓе? Uvređujem? Да. Ne, Не. ne uvređujem se, nego me to, kako kažem, rastužujem. Дали си била сведок на кривично дело? Пето прашање. Ne, Што подразбираш под кривично дело и сведок? to sve što je krivično delo. Например, сведок на сообраќајка.
Svedok saobraćajke? Pa to je krivično delo kad saobraćajka. Pa nisam, ali sam videla saobraćajku, ali to nije bilo, kako kažem, nije bilo krivično delo. Bilo je ovako. Kao prekršok? Ne, bila je nesreća. Aha. A može krivično delo da si bila svedok na nekoj potkup, svedok na nekoj malverzaciji? Ne. Dobro. Da li ima neko što ne saka da si uspešna, realizirana i da imaš koncerti? Da li postoji neko ko bi voleo? Da. Na koje ludiraš i na koji prvo ti page na pamet? To neću ti kažem. To se tvoji neprijatelji? Ja svoje neprijatelje zapravo smatram, evo ovo će ti zvučati čudno, ali svojim prijateljima. Jer, vrlo je čudno, jer sve to što oni rade meni koristi zapravo da ispravim sebe. Aha, jasno. Kako oni ti gi ukažuvat greškите kada ti treba da gi popraviš? Da. Sedmo prašanje. Da li nekoš si se zaljubila pobrzo, otkoliko što sakaš da si priznaš sama sa na sebe? Šta ja znam, ne bi mogla odgovoriti sad da ili ne, ali možda i više ne. Ne? Da. Dobro se analizira prašanето. A si čovek, u princip, si teško zaljubljiva osoba ili... Pa opet i to je teško pitanje, zavisi, šta ja znam. Mislim, teško. Da li misliš, evi jaz, kako što se sum starjame, loš izraz, da li misliš дека se kako što sozrevame, дека se poteško se zaljubljamo? Da, to 100%. Da li si sakala nekoja pesna da je otpeš, što nikogaš ne si je otpejala? Što nikad nisam otpevala. Neko tuđe. Neko je pesna što ne je tvoja, a si sakala da bude tvoja. Da, i pesma Nine Badrić, Da Bog da stane ceo svet, koja je i trebalo da bude moja, ali je ja nisam uzela. Jer sam u tom trenutku imala previše balada na albumu, tako da je ona došla kao poslednja. I s obzirom da je radila Aleksandra Milutinović, ona je rekla imam još jednu pesmu, se rekla pa to je balada, daj nemoj više balade, znaš, nećemo to i tako je ta pesma. Koja godine ovo? Ne znam koja je to godina, mislim da je to bio Domino album recimo, ili je bilo Žar ptica. Da Bog da stane cijeli svet, stane bar na tren, da se opet tebi vratim, da me zagrliš kao dijete, pa ne glavom platim. I hajde ne pevam dalje. Znaš da otpeš nekoš na koncertova? Da li znam nju da otpevam? A ne, zato što na koncertima pevam svoje pesme. Svoje pesme, da. Taka? Da. Ne već, gledaš i bravo. A krivo ti je što ne otpeva? Pa nije mi krivo zato što je ta pesma baš trebalo da bude za njim. Kako vi kad ne bilo za koje rečeno, za koje pečeno? Baš tako, nije kome rečeno nego kome je suđeno. Deveto prašanje, da li si glumela silna, a si sakala neko da te praša, da li si okej, Aleksandra? Da. Ko je posledno nešto koga si glumela silna, a niko te nema prašano kako si? Sad mi je to teško pitanje. Dobro, već kaže većinom života. Koji se ti etapi u životu kaj što trebaše da glumiš silna? Zato što ja mislim da ne si imala ti pad u karijerata ili si imala pad u karijerata? Pad u karijeri? Da, ne. Nisam imala pad, ali sam imala pauzu. Pauzu. Koliko godine? 7. 7? Da.
Ете, не sam go znao, stvarno. Da, 7 godina, zapravo pesme su se emitovale, to sam pričala već, išle su i na radio stanicama i sve, ali ja nisam se pojavljivala u medijima i nisam želela da pravim novi album. Mašala 7 godina brežena. Da. Ali dobra stvar u tome svemu je što je posle tih 7 godina izašao album Carstvo, koji je pokidao. Sve pesme. Znači se vrati по-добро од очекуваното. Да. 10 прашање, дали си почувствувала близкост што не смеела да се случи со некој? Да. Тоа најчесто е во твоите кругови, збориме за композитори, за пејачи, за јавни личности или некој што скрос не е во нашиот свет? Небитно, никој из нашeg света. Никој из нашиот свет. Добро. Се анализират одговорите. Дали си имала нешто? Да. Што си го криела од јавноста сите овие години? Да. И добро си го имаш скриено, нели? Добро. Во е подпрашање, бидејќи се анализира одговорот. Добро си го скрила, затоа што... Добро крила, па nije mi dobra reč krila. Nije mi dobra krila, nego prosto o nekim stvarima ne želim da razgovaram. Prosto tako. Moj privatan život je moj privatan život. A кај вас во Србија сака да знаат за твојот приватен живот? Pa normalno, svi sve žele da znaju. Добро. Страшно е? Ne. Дали си мешала работа и емоции? Da. Тоа е интересен склоп. Љубов, работа, емоции. И на колку години, мислам, може да се сетиш кој период од животот? Pa to je bio recimo 2000. А сега да Како можеш 2000 повторно би мешала љубов и... Ne. To je pogrešno. Погрешно. Да. 13-то прашање, се ближеме кон крајот. И секако Ајде се да доđemo do ближеме, краја. да, и се малце се така поинтересни за јавноста. Дали Александра Радовиќ повторно би се омажила? Ne. Никош ти нема дојдено така некојаш на крај памет што викаат во Što bre Македонија? dosadan ovaj čovek. Rekla sam ne bre, dosadan si. Добро, моје да прашам. Moje da kažem. Така е. Ajde, poremetio si mi šišku. 14-то прашање. Ajde. Имаме уште две прашања. Uf, Александра Радовиќ, ajde. дали си Дай ми се флиртувала? руке. Епа, ги движиш и после ќе испаде нешто неочекувано. Треба вака. A evo držim ovako. Да. Нова прашање, бидејќи ова е доста занимливо. Ajde. Радовиќ, дали си флиртувала со некој само од досада? Ne. Ти си опасна. Не. Ne. Не. Туку. А не, да или не? Ne. Може ја да притиснам? Kako? Може ја да притиснам да ми дам што мислам јас? A ti pritisni šta ti hoćeš. Нормално дека да. Добро се анализира одговорот. Видим. Успешна жена, Dobro. убава жена, секогаш, па и убав маж, успешен маж, секогаш кога е сингл знае да флиртува, некогаш кога му е досадно. Последно прашање, ова е убаво прашање, Ajde. а верувам дека и тоа си има случајно, но ти ги кажеш да или не. Дали некогаш си била причината за некој да плаче за тебе или под тебе? Da li je neko zbog mene plakao? Da. Nažalost, da. 100% е маж. 100%. Александар Радовиќ. Ги завршиме 15 прашања, дали беа грозни? Ne, bilo je sasvim okej. Одлично, дојдовме до оној дел кај што најчесто луѓето го сакаат, а гледачите, а вие јавните личности не Не го сакаат. Не сакаат, да. Вака сега, почнуваме, дали вашето име Александра, викате да, тоа е точен одговор.
Одлично. Добро. Дали сте спремни да ја кажете вистината? Да. Добро, идеме понатаму. Дали си испеала песна за конкретна личност што ќе ја се препознае? Кажавте да, тоа е точно. Дали си се насмевнала додека се каде си крила некој разочарување, сте кажала да, тоа е точно. Александр, сега кажувате вистината, сум многу задоволен. Дали сте била сведок на кривично дело? Не, и тоа е точно. Šta me gledaš tako? Što mi pretiš? Точно, добро. Дали се љубе побрзо кој што сакаш да си признаеш? Кажа не. Детектор кажува лај. За koje pitanje? Дали си заљубила побрзо отколку што сакаш да си признаеш? Pa možda i ja sam rekla da je to vrlo teško Да, odgovoriti. ти кажи, прашањето е двосмислено, Да. сега детекторот како го има анализирано. Da. Да, ти го кажа ова прашање, баш како Da. го... Kad je bilo pitanje, rekla sam ti da mi je teško, da ne znam šta bi rekla. Да, па ја ти направив Да. некој дескрипшен опис како Да. било тоа. Добро. Дали си имала нешто си крила од јавноста? Да, кажа Труфул, истина. До сега имаш само едно прашање. Koje nije tačno. Да, и што е одлично, тоа беше Дали си мешала работи емоции? Да. Да. Точно. Леле, стварно. Дали би се омажила повторно? Вика не, точно. Pa recite ljudi! Pa recite ljudi! Pa tačno bre. Да, Жими мајка. Да, Jimmy Majka. Да. Добро. Дали си флиртувала со некој до сада? Да. Точно, знаев дека си флиртувала, Александро. И да, и ова, значи, дали некојаш си била причина за некој да плаче? Да, точен одговор. Александра, точен одговор на 14 прашања од 15. Хвала. Вие го поминавте полиграфот, О, тоест ти цела вечер хвала. така да не се плаши. Перо, нареден пак ми договаре гости, ништо не е страшно. Александра, браво! Bravo tebi. Гледаш дека си искрена, гледаш дека си Da. реална, гледаш дека ништо не е страшно, така да не му се љути на Перо. Те Не, донесе не на се. право место во право време. Канал 77, еден интересен подкаст, така? Vrlo. Не е малце не е како и сите сега да сееме пак да ги зборим истите работи, не вообичаено, не секојдневно, Jest. така? Jest. Адреналин Симпатично. пуца, симпатично, Jest. си правиме Стварно некои муабети кои што не ти се поставувани по сите емисии, Da. истите прашања. Ali ti si super voditelj. Ти благодарам. Stvarno Ми to значи. mislim, da. Па сега те опуштам. Да. Те видов надвор, ти беше ладно, времето е такво, во Скопје си цел ден си по Да. интервјуа, уморна си, нормално и мојата работа како водител и да ја водам емисијата, но и како домаќин да те пречекам најдобро што може. Ти благодарам уште еднаш што ја прифати поканата, беше дел од вистина или не, Хвала на теби. подкастот на Канал 77. Лайк, сабскрајб за повеќе вакви интересни и убави гости од светот на шоу бизнисот. Јас сум вашиот домаќин Миро Кацаров, не заборавајте Радович Александар 27 филхармонија. Tako je. Има уште многу малку карти. Верувам дека ќе биде одличен концертов. Јас сум бил на сите концерти што се правени од евентум. Тоа е било одлични организации. Sjajni одлично, organizatori, stvarno, деца sve и Перо pohvale. и Томо. Да. I divni ljudi i sjajni organizatori. Да, и ние сме пријатели и другари, Да. ти кажам. Така да, драги мои, се гледаме наредната недела, наредниот четврток со наш нов гостин. До тогаш оставам во полно здравје. Ти благодарам многу, се гледам на Hvala концерт. tebi. Ćao. Ćao.